денешнава западна цивилизација, сите фундаментални постулати или се поврзани со Библијата, или со грчко-римската митологија. Затоа јас ова контроверзна тема ќе ја започнам со цитат од Библијата. Кај еблете, о дракон, о мегас, о офис, о аркајос, о каолуменос диаболос, кај о сатанас, о планон тен ојкоменен, холен еблете, еисте ген кај ој ангелој аутоу мет аутоу еблете сан. Односно, и беше исфрлен големиот змев, старата змија, наречена ѓавол и сатана, која мами целата вселена. Беше соборен на земјата и заедно со него и ангелите негови беа исфрлени. Откровение 12:9. Во модерната поп култура постојат две спротивставени стојалишта, односно светогледи. Едниот е оној научно-материјалистичен кој оперира во светот на опипливата материја, кој може да се перципира и доживее со петте сетила, додека другиот оди во постојано преиспитување на светот во кој живееме. Материјалистичкиот светоглед поседува одреден елитизам, затоа што тој е застапен во универзитетите, академиите и научните кругови. Тој е мејнстрим. Преиспитувачкиот светоглед, кој всушност бил својствен за големите научни умови од минатото како Коперник, Галилео, Тесла и многу други како нив, денес од академската елита и од мејнстрим медиумите се етикетира со пејоративот теорија на заговор. Ако постои заговор, а постои, тогаш теориите за тој заговор би требало да се најнормална работа, а не се. Бидејќи на овој канал се негува отворен ум и љубопитност, ќе се обидам оваа незгодна тема да ја обработам во тој дух, без да наметнувам незгодни крајни заклучоци. Рептили, или на македонски влекачи, се група животни со одредени карактеристики, како рудиментирано срце и како резултат на тоа се со променлива телесна температура, која во добар дел зависи и од амбиенталната температура. Затоа народот вели се пече како гуштер на сонцето. Исто така имаат крлушки по телото и се движат ползејки. И тоа е тоа. Група на животни во која припаѓаат и веќе непостоечките диносауруси. Она што всушност е нашата тема се рептилоиди. На сличен начин на кој можеме да зборуваме за инсектоиди, рибоиди и на крајот на краиштата хуманоиди. Значи интелигентна форма на живот која навидом по ништо не се разликува од нас луѓето, но која има скриени карактеристики кои не се типично човечки. Најмногу се нагласува недостатокот на срцева чакра, а со самото тоа немање на емпатија и сочувство, односно нагласен, но сепак безчувствителен интелект. Друга карактеристика која се вели дека ја поседуваат овие битија е способноста за менување на формата, односно shape shifting. На оваа тема налетав во контекст кога една личност исмеваше друга заради интересот и занимавањето со нели глупавата рептилска теорија. Малку прогуглав за што станува збор и искрено тогаш ми се биде како губење време. Подоцна, ама буквално години подоцна, слушајќи го Дейвид Icke, апостолот на оваа теорија, некако прашањата спонтано почнаа сами да се јавуваат. Очигледно е дека во основа сите цивилизации во светот во себе содржат приказни за змејови, митолошки летечки рептили кои некаде се представуваат како блујат оган. И буквално змејови имаме ни сите европски традиции, вклучувајќи и македонската. Ги наоѓаме на американскиот континент, во Африка, додека нивното присуство во кинеската, односно азиската традиција е огромно до баналност. Македонскиот јазик, кој генерално е сиромашен со синоними, за овој поим има повеќе зборови: змеј, ламја, аждаја и така натаму. Пред некој ден почина најдолговечната англиска кралица, Елизабета II. Веројатно повеќето знаете дека во конспиролошките кругови таа и целото кралско семејство беа покажувани како типичен пример на рептилоиди. И тоа навистина ќе можевме да го препишеме на невкусна теорија на заговор, ако во целата приказна не го наоѓаме во тоа време принцот, сега веќе кралот Чарлс,
кој во една официјална посета на романскиот регион Трансилванија гордо ќе изјави дека неговото семејство потекнува од таму и дека грофот Влад Тепеш е негов предок. Оно што е навистина фасцинантно овде е дека грофот Влад Тепеш бил припадник на витешкиот ред на Змејот и од таму и името по кое е познат во целиот свет – Дракула. Дракула многу потсетува на грчкиот збор дракон, кој означува змија или змеј. Затоа намерно видеово го почнав со цитат од последната книга на Библијата, односно Откровението. Цитираниот стих како да се катапултира назад во целата книга и се повикува на делови од најфасцинантната книга од самата Библија, книгата Битие, односно Генеза. Битие е книга чиј што материјал изворно не припаѓа на еврејската традиција како остатокот од Стариот Завет, туку е препис од постари записи, пред се од Вавилон и Акад, додека овие од своја страна се базирани на изворно сумерски текстови. Приказната оди вака. Таа библиска змија, за која авторот на Откровението не штеди епитети како што се Сатан и ѓавол, е всушност сумерскиот бог Енки или Еа. Енки е правороден син на врховниот бог Ан, но со оглед дека не е син од кралската невеста Ки, туку мајка му е конкубината Наму, тој е лишен од наследството на кралската власт. Заради овој факт, во наследување на кралските привилегии предничи неговиот брат Енлил, односно Елил, кој што е помлад, но сепак легитимен син на Ан. Елил е претпоставувате Ел, односно Елохим во библиската приказна. Како и сите добри браќа, така и овие не биле во многу добри меѓусебни односи. Така што следбениците на едниот или на другиот создавале верзии на оригиналните сумерски записи, во кои редовно едниот го представувале како лош, додека другиот како апсолутно добар. И двете верзии се апсолутно претерување. Од самите сумерски текстови, како Енума Елиш или Атрахазис, произлегува дека Енлил е тој кој имал кралска, односно политичка моќ, додека Енки бил оној што ние денес би го нарекле врвен научник. Неговиот брат Енлил бил крал во првите населби во Месопотамија, пред се во Ириду, топоним кој значи домот далеку од дома. Во што јас гледам дека овие битија се во најмала мера интерпланетарни, и тоа во време во кое очигледно не постоеле луѓе. На Енки при распределбата му се доделени водените пространства. Во тие водени пространства змиоликиот Енки, како што се нарекува во многу сумерски извори, имал своја научна лабораторија во која меѓу другото работел и на генетски инженеринг. Енки е тој кој доаѓа до идејата да се прилагоди земно суштество на потребите за работа и експлоатација на земјата, пред се за копањето на злато. Всушност тука се создадени првите примероци на правовитен човек, кој бил во состојба да употребува алат, да слуша наредби и да има неограничено обожување за својот творец. Втората епизода во која е вмешана библиската змија, а тоа рековме богот Енки, е всушност јадењето од дрвото на спознавање на доброто и злото. Бог, односно Енлил, забранува да се јаде од него и дека јадењето ќе значи моментална смрт, додека змијата Енки ја охрабрува жената да јаде, а подоцна да го сподели тоа и со својот маж. Непосредно по ова не настапува смрт, туку свесност за сопствената голотија. Ова е всушност моментот кога вештачки создадената раса на Homo sapiens од стерилен клон се претвора во суштество кое е во состојба да се репродуцира. Бидејќи создавањето на човекот значило употреба и на ДНК од самите богови, односно Анунаки, тоа овозможило и сексуална компатибилност на творците со својата творба. Самото сексуално општење први на Енки со земни жени, а подоцна на многумина други, има возможено создавање на мешана раса која во тие древни времења имала распон на животниот век во просек од 900 години, додека самите Анунаки заради својата специфична генетика живеели и по десетици илјади години. Ова мешање на генетиката го наоѓаме во стиховите од глава 6 на Битието, каде се зборува за синовите Божи и нивното општење со жените земни. Ваквото мешање има создадено онаа класа на луѓе кои ден денес ја знаеме како благородништво, каде исто како кај Анунаките,
традицијата на бракови меѓу блиски семејни членови била пракса. Оваа тема подоцна во детали е разработена во книгата на Енох. Очигледно е дека линијата која го следи Енлил е доминантна и подоцна е земена за основа на сите големи митолошки системи и религии, дека линијата на Енки е нужниот непријател, тој Сатана и ѓавол, чијшто најголем грев веројатно била неговата љубов за сопствената творба, односно човештвото. Енки подоцна станува модел за Посејдон, односно Нептун, а по одредени карактеристики и Прометеј, кој исто така е окован заради својата цивилизаторска улога кон човештвото. Тризабецот, кој е символ на Посејдон, ќе влезе во фолклорот на ѓаволските одлики заедно со редица други мотиви. Медицината денес знае дека сите ние минуваме низ онаа така наречена рептилска фаза, но дека сме во мајчината утроба, исто како и поседувањето на рептилски мозок. Овие рептили, по моје скромно мислење, се супериорна раса во однос на нас луѓето и по моја храбра предпоставка се уште присутни овде на овој материјален план. Освен на материјален план, можеби можат да екзистираат на други фреквенции надвор од опсек на 5 сетила. И во тие моменти ги доживуваме како ангели, демони, ноќни мори и многу други феномени од сферата на духовното. Нивното коегзистирање со нас го има обликувано светот како што го знаеме денес, додека нивните рожби со земјани ги гледаме наоколу како благороднички и кралски семејства. И што е уште поважно, во редица семејства кои се нели како од Бога одбрани да се светски банкари, магнати и земјопоседници. Ние, како во зората на човештвото, сме овде да рмбаме, додека они буквално и метафорично ни ја цицаат крвта. Интересни приказни во кои наоѓаме антропоморфни рептили, освен во Библијата наоѓаме и низ сите митологии низ светот. Пример Зевс, кој е помалиот брат на Појседон, а сепак врховен бог, таа своја позиција ја освоила само по совладувањето на змијата Тифон. Во српската народна епика го имаме змајот јастрепца, кој недвосмислено има сексуални односи со царица Милица. Тука е и Свети Ѓорги, кој на сите икони е представен на конј со копје како ја убила Аждајата. А да не зборуваме за честите мотиви во иконостасите на постарите цркви, кои изобилаат со рептилоидни представи. И така натаму, и така натаму. Примерите се премногу за да можеме да ги наброиме сите тука. Науката има многу за докажување или за негирање. Доволно е малку да се излезе од научната догма во која се има затворено денес. Секако дека ние луѓето не сме единствената и супериорна раса во универзумот, но не сме ни за подценување. Јас сум Татунчо, драги пријатели, ви намигнувам со змиското око на Саурон, за да ви посакам секое добро.